Здраво, драги гледачи на Sporti.mk. Добре дојавте во 12-тото издание на спортските вести на Sporti.mk. Денешното издание го започнуваме со домашната сцена, каде во првата македонска фудбалска лига се комплетираше четвртото коло. Домашните екипи забележаа дури 5 победи. Со вчерашната победа во Стурмица на Дренова од 2:1, тимот на Академија Пандев остана на врвот на табелата со 10 бода по ова четврто коло. До победи стигнаа тимовите на Скопје, Работнички, Шкендија и Струга Тримлум. Единственото реми се одигра во Велес, каде Борец и Брегалница Штип ги поделија бодовите играјки 1:1. По 4 кола, прв е тимот на Академија Пандев со 10 бода, следуваат тимовите на Струга Тримлум со 8, Ренова со 7, колку уште имаат уште и Шкупи и Работнички. Следното петто коло на програмата е престојниот викенд на 28 август. Да ги погледнеме сите резултати од ова четврто коло. Во продолжение, драги гледачи, погледнете ги сите резултати од 5 најквалитетни европски фудбалски шампионати. Вице-шампионат на Италија, тимот на Милан го донесе во своите редови репрезентативецот на Италија Александро Флоренци од Рома за само 1 милион евра на едногодишна позајмица со можност за откуп на неговиот договор следното лето. Росонјерите доколку решат да го откупат договорот на фудбалерот, цената ќе биде 4 милиони евра. Флоренци доаѓа да биде замена за Давиде Калабрија, а Андреа Конти е на излезна врата од клубот. Флоренци минатата сезона беше поземен во редовите на Парис Сен-Жермен, а претходно една сезона играше и за Валенсија. Цели 8 години го носеше дресот на римската волчица. Флоренци го одбра и бројот на дресот, а во Милан ќе носи 25-ката. За Рафа Надал сезоната 2021 е завршена, тоа го потврди самиот тенисер, а причината е неговата хронична повреда на стопалото. Така Надал нема да настапи на последниот Гренслем турнир US Open кој стартува следниот понеделник. Имам сериозни проблеми со повредата на стопалото и сега морам да паузирам. По разговорот со најблиските донесов одлука да се посветам на рехабилитација и да одморам. Оваа година пропуштив многу турнири кои многу ми значат, а сега морам да го пропуштам и US Open, истакна Надал. Се очекува тој да биде подготвен за стартот на следната 2022 сезона. Никола Јокич, MVP-то на регуларниот дел од последната NBA сезона, доби подарок дрес на српската репрезентација во одбојка на песок. Кошаркарот на Денвер Нагетс истакна дека одбојката на песок е неговиот омилен спорт, а факт е дека со години игра рекреативно во Сомбор на завидно ниво. Во име на Одбојкарската федерација на Србија, дресот на Никола Јокич му го врачија Милош Алексич, тренерот на репрезентацијата на Србија, и Милош Поповиќ, делегатот на Одбојкарскиот сојуз на Србија во втората лига на Србија. Одбојка на песок е еден од најпопуларните спортови на Олимписките игри, а интересно е што многу врвни спортисти играат одбојка на плажа во слободно време. Јубилејната 75-та сезона во NBA лигата ќе има вкупно 82 кола за секој тим и ќе започне на 19 октомври и ќе трае до 10 април 2022 година. На стартот ќе гледаме две дерби пресметки: Бруклин Милвоки и Лейкерс и Вориорс. На првиот ден од ноември исто така
и пред 75 години надпреварот ќе го одиграат Нью Йорк Никс и Торонто Репторс. Во текот на декември закажани се меѓусебни дуели на само 3 франшизи кои во ниту еден момент не ја напуштија лигата. Golden State Warriors ќе играат прво против Нью Йорк Никс на 14 декември, потоа 3 дена подоцна Boston Celtics ќе игра против Golden State Warriors и конечно Никси против Селтикси на 18 декември. Големиот датум ќе биде 7 јануари кога ќе се надпреваруваат Лейкерс и Атланта, бидејќи пред 50 години на тој ден SRG-те ја забележаа 33-та последователна победа, што е сепак најдолга серија во историјата на NBA лигата. Плејофот ќе започне на 16 април, а првиот надпревар од големото финале е закажан за 2 јуни. Тука, почитувани гледачи, го завршуваме ова 12-то издание на спортските вести на sporti.mk. Не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, на посетете на нашата Facebook група, нашиот YouTube канал и нашиот Twitter профил. А не заборавајте да не следите и на веб порталот sporti.mk. Поздрав!